Иако Пелистер изобилува со непроценливо природно и културно богатство, сепак ова место се уште е со неискористен туристички потенцијал. Токму поради тоа, во изминатиот период, преземени бројни активности и изработени повеќе планови, се со цел да се зголеми понудата и ова место да стане уште поатрактивно, за да се зголеми бројот на туристи и посетители. Јавната установа Национален парк Пелистер изработи студија во која за развој на туризмот предвидена изградба на етно-ресторани, бунгалови и камп приколки. Направена е физибилити студија за две локации. Едната локација е Голема ливада, а другата локација е при влезот на селото Маловиште, кое што е единствено село кое се наоѓа во границите на паркот. Сметавме дека Маловиште е премалку посетено и затоа можеби е многу интересно да се направи таму нешто од аспект на еден етно ресторан и неколку бунгалови, паркинг простор, за да може туристите да останат ден или два и да уживаат во Света Ана, во Свети Спас, во тие манастирчина кои се наоѓаат длабоко во планината. Доколку би се реализирало овој проект, во голема мера ќе се зголемат сместувачките објекти за туристите и на гостите ќе им се овозможи да користат и други содржини. Пелистер нуди бројни можности за посетителите во текот на целата година. Освен скијачките патеки во нижеполе и копанки, доста атрактивни се и пешачките и велосипедските патеки, како и планинарските тури за искачување. Во периодот кога во летниот, пролетниот период, секако ги нудиме пешачките патеки, што се наоѓаат во Националниот парк. И морам да напоменам дека нашиот Пелистер е подеднаков убав во сите годишни времења, така да во секој период од годината има нешто интересно што може да се посети и да се исполни времето. Амбасадорката на Република Франција во Република Македонија Лорен Соер при својата посета на Пелистер изјави дека токму поради природното богатство кое го поседува Пелистер, французите би биле заинтересирани за инвестиции на полето на туризмот. Les Français sont toujours très intéressés. Французите се секако многу заинтересирани за инвестиции и се надевам дека и ова ќе ги заинтересира како цел. Дотолку повеќе што тие кога би дошле би инвестирале не во масовен туризам, него во природен туризам, што значи ние би ги искористиле потенцијалите на планината, не по високи цени, меѓутоа исто така би искористиле и историските патеки во кои што многу инвестиравме и на чијешта промоција многу работиме. А група ентузијасти од Битола и Пелистер со локална помош ја реновираат и опремуваат старата ловечка куќа, па истата наскоро треба да прерасне во планинарски дом. Неодамнешното асфалтирање на патот од детското одморалиште Пелистер до хотелот Молика исто така е добар знак за почеток на новата страница за развој на туризмот на Пелистер. Сепак, на ова природно богатство му е потребен уште поголем развој и поголема поддршка, за да прерасне во современ туристички центар, се со цел да привлекува уште поголем број на туристи секоја година како од земјата, така и од странство.